Не се јавив на почетокот за дискусија затоа што очекував представникот на ВМРО ДПМНЕ, колегата Павле Саздов, практично фројдовски да потенцира која е интенцијата на овој предлог од страна на ВМРО ДПМНЕ и не случајно го цитираше законот за класифицирани информации и веројатно желбата на вметнување на законот за класифицирани информации во делот кога ќе дојдеме не за хронологијата, туку за содржината на така наречените бомби, бидејќи тоа е членот 2 во одлуката, дека оваа комисија и содржината на прислушкуваните разговори ќе ги разгледува. Обидот на пратениците на ВМРО ДПМНЕ секогаш кога ќе се дискутира за содржината, седницата да биде затворена. И вие, почитувани новинари, сакам да ви информирам дека сите присутни пратеници имаат ваков безбедносен сертификат со степен на државна тајна, значи највисокиот степен на заштита, и не е спорно дека ако било каков документ кој што ќе носи архивски број строго поверливо државна тајна, дека ќе најдеме начин како тој документ да биде заштитен на оваа комисија. И за тоа постои и правило во собранието и е тоа регулирано во деловникот. Како што исто така е регулирано во деловникот начинот со двотретинско мнозинство да биде затворена седница, говорам пленарна седница на собранието. Така да, затоа не случајно говорам фројдовски, колегата Павле Сазов не случајно го посочи ова законско решение или овој закон, каде што може во секој момент пратеници да се повикаат на одредена одредба од тоа законско решение, но бидејќи можеби дел од новинарите имаат, не знам, но дел од новинарите можеби немаат ваков безбедносен сертификат, во желбата да присуствуваат на делот на разгледување на содржината, да навлезат во лавиринтот кој што согласно законот одреден безбеден сертификат издава токму таа институција за која што Павле Саздов го навидел како законско решение, предвидено да биде ставено во членот 1 од деловникот за работа. И вие, трчајки во лавиринтот кој што го контролира ВМРО ДПМНЕ, никогаш нема да се запознаете со содржината, а тоа е дел од членот 2 од одлуката за формирање на оваа анкетна комисија. И затоа мислам дека председателот, еве и покрај нашите забелешки, ова сметајте го како еден вид на аларм од страна на опозицијата, што всушност сака на почетокот ВМРО ДПМНЕ да постигне, даде едно многу добро решение или добар предлог кој што мислам дека треба не согласен господин Милошевски, не господин Саздов, со консензус да го донесеме. Нема поширока формулација отколку да наведеме дека анкетна комисија во членот 1 ќе работи и согласно уставот и позитивните законски прописи. Па ете тука на некој начин ќе биде и законот за кој што вие еве по трет пат кажам фројдовски го вметнувате, при тоа не сте свесни, не знаејќи дека тоа може нели и на седница да се проблематизира. По четврт пат ќе повторам за да можат граѓаните да ме разберат. Ваков безбедносен сертификат имаме сите кои што седиме на оваа маса. Но го немаат медиумите. Метнувањето стрикно на вакво законско решение и неговото повикување на одредени членови од тој закон кој што ги предвидува и обидот да се злоупотреби еден вид на мнозинство, за сега не знаеме дали го имаат пратениците на ВМРО ДПМНЕ, сите седници кај што ќе се расправат содржината да бидат затворени. Тоа, колеги пратеници, не е коректно од ваша страна и тоа е класична обструкција на самиот старт на работата на комисијата. Уште еднаш ве повикувам дека предлогот на председателот Шилегов е добар и мислам дека треба заеднички со консензус да го прифатиме. Деловник за работа. Ова е деловникот, колеги пратеници, за работа на Собранието на Република Македонија. Овој деловник кој што сега ние го предлагаме на усвојување, ги уредува внатрешните односи за работа на комисијата. Издавање на државна тајна, тоа е согласно некој друг закон. Ние, господин Саздов, и јас и вие, и сите ние, кога го подпишавме прашалникот и го добивме овој сертификат, подпишавме и изјава. Тоа не можеш да го регулираш во ниеден деловник.
се знае согласно законските прописи што значи кога еден ќе издаде државна тајна. Не случајно сме подпишале ваква изјава. Не случајно имавме контакт со припадниците на Министерството за внатрешни работи. Не анкетира. Анкета правеа. Знаете, имав јас, имавте вие, предпоставам и другите пратеници. Значи, фројдовскиот начин на размислување, веднаш упатувам порака до медиумите дека можеби кога ќе разговараме за содржината, ќе мафтаме со безбедносни сертификати и документи кои што имаат таков тип на заштита, тајност или државна тајна, и ај ќе ги избркаме новинарите од комисијата. Не. Вие треба први да инсистирате. Јавност мора да има оваа комисија. Вклучително, да се испочитува и првиот дел од одлуката, хронологијата, но и вториот дел, и содржината. И затоа уште еднаш ве повикувам. Предлогот на председател Шилегов е сосема на место и е коректен. И ги задоволува и овие ваши потреби со тоа што ќе вметнеме во тој прв член дека оваа анкетна комисија ќе работи согласно Уставот и согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Благодарам. Понатаму нема да се јавам на оваа точка на дневен ред, мислам дека немам потреба.